Добро вечер и добро дојдовте во уште едно интервју на К1 телевизија. Вечерва мој ваш гостин е господинот Кенан Абди, член на надзорниот одбор на Македонски железници и транспорт. Добро ни дојдовте. Добро најдов. Благодарам на поканата. Господин Абди, доаѓате во еден неповолен период, можам да речем, за Македонски железници, во време кога дел од вработените се на протест, меѓутоа од позицијата на која што вие ни доаѓате како член на надзорниот одбор, кажете ни, се бара ли решение, на повидок ли е решение? Во изминативе неколку дена имавме, покрај тоа што имавме штрајк, даде оставка генералниот директор Никола Костов и тоа дополнително ја доискомплицира ситуацијата. Моментално имаме нов ВД директор, кој што сум убеден дека за брзо време ќе изнајде решение, според моите информации што ги имам, бидејќи се преговара со владата, со министерот за транспорт и врски, би требало за ден-два да се реши целата ситуација. Луѓето бараат да им се исплати една плата за да може да почне да функционираат, бидејќи ова не е генерален штрајк и токму поради тоа ни создава дополнителен проблем, бидејќи од една страна целосно се блокирани возовите, значи воопшто нема движење на возови, а од друга страна е протест. И тоа малку ја комплицира ситуацијата, но јас сум убеден дека ќе се реши проблемот. Да се вратиме сега на многу поубави теми, кога станува збор за она што во изминатиот период се случуваше во Македонски железници. Но пред да зборуваме за инвестициите, малку накратко да ги запознаеме нашите гледачи за организацијската поставеност во Македонски железници. Едно појаснување за гледачите кои што можеби не знаат каква е структуралната поставеност. Македонски железници до 2007 година беше едно јавно предпријатие, од 2007 се подели на два правни субјекти, значи инфраструктура и транспорт. Инфраструктура која што е јавно предпријатие, самото име покажува дека тие се грижат за самите пруги, потоа сигнализацијата, железничките станици, додека Македонски железници транспорт, кој што е акционерско друштво, се грижи за возовите кои што треба непречено да функционираат. Во Македонски железници транспорт, каде што сум јас член на надзорниот одбор, таму има два управувачки органи, надзорен и управен одбор, кој што надзорниот одбор го поставува владата како доминантен собственик, кој што брои 7 члена. И од тие 7 члена се бира председател на надзорниот одбор, кој што потоа ги води седниците каде што се разговара за самото предпријатие. Што се однесува до управниот одбор, и тие бројат 7 члена. Тие ги назначуваме ние како надзорен одбор. Од тие 7 члена бираме председател на управниот одбор, кој по автоматизам станува и генерален директор. Она што е евидентно е дека во изминатиот период огромна сума на пари или голема е инвестицијата која што се направи во Македонски железници. Изминативе 4 децении Македонски железници, ние самите сме сведоци дека воопшто немало никакви инвестиции, можеби некои мали, ситни, незначителни финансиски средства кои што биле одвојувани. Во моментов има голем инвестициски циклус и тоа во сите нивоа. Значи не само во, да речеме, во возови кои што можеме да ги видиме. Значи се реновираат железнички станици и тоа исто можеме да го видиме. Потоа имаме нови информатиски системи се воведуваат за наплата на билети, кои што се понатаму ќе споменеме поединечно. Се реновираат железничките пруги, се реновира коридорот 8 и сето тоа, доколку го сумираме, во наредните неколку години целосната инвестиција ќе биде негде околу 1 милијарда евра, кои што за македонски услови се многу пари. Господин Абди, ова сето што го говоревте допринесе бројот на патници да се зголемува во железницата, но да се враќа до вербата и кај компаниите кои што железницата ќе ја користат како превозно средство. Токму така. Ако ги земеме посебно патничкиот сообраќај, за разлика, ако направиме разлика помеѓу 2015 кога почнаа да се носат новите возови и 2016 ние имаме за 150 до 200% зголемување на бројот на патници. Од друга страна, во товарниот сообраќај со новите 150 вагони кои што ги набавивме минатата година, според Државниот завод за статистика, вториот квартал од 2016 и истиот квартал од минатата година имаме за 44% зголемување на бројот на услуги од страна на компаниите и тоа е показател дека навистина вродува со плод оваа инвестиција која што тек сега почнува.
Многу мерки во изминатиот период се реализирани во Република Македонија за подобрување на животниот стандард на граѓаните, меѓу една од мерките и бесплатен железнички превоз како за студентите, така и за пензионерите. Колку оваа мерка е искористена и од позицијата на која што вие доаѓате, колку е исправна? Оваа мерка која што спроведе владата на Република Македонија е општо прифатена од сите категории на граѓани и е максимално искористена. Тука имаме 4 категории на граѓани кои што се опфатени со оваа мерка. Тоа се стари лица до 64 години за мажи и 62 години за жени, кои што имаат секој втор викенд во месецот бесплатен превоз. Втората категорија се младите луѓе до 27 години, кои што имаат секој прв и трет викенд во месецот, и третата категорија се студентите кои што имаат бесплатен превоз во секој четврток и секоја среда им е бесплатна на средношколците. Имаме евиденција од првите две категории, од пензионери, значи од старите лица и младите до 27 години, каде што нашата евиденција покажува дека стари лица од таа категорија имаат искористено околу 40.000, додека младите до 27 50.000. Тоа се вкупно 90.000 луѓе кои што ја искористиле оваа мерка, и тоа е одлично според нашите предвидувања, ги надминавме очекувањата. Господин Абди, во претходното моје прашање низ бројки се обидовте да ни кажете колку она што значи модернизација во македонски железници се искористува. Но за македонската економија многу е важно да имаме брз и модерен железнички транспорт. Еден од проблемите кои што ги имавте е тоа што многу често Солунското пристаниште имаше штрајкови, по многу пати железничкиот сообраќај беше затворен. Како се справувате со сето ова, имајќи во предвид дека имате рокови кои што треба да ги испочитувате кон вашите комитенти? Токму така. Бегалската криза, во исто време со бегалската криза имавме генерален штрајк во грчките железници, Солунското пристаниште. Дел од проблемот што сега го имаме е токму поради штрајкот што го има пред известно време во Грција, и секој застој, бидејќи ние зависиме од грчкото пристаниште, секој застој таму нас не создава финансиски средства, и истото се случуваше и тогаш кога беше мигрантската криза. Ние индиректно имавме некаде околу 5 милиони евра загуба, бидејќи сите комитенти ги раскинаа нашите договори поради тоа што коридорот 10 беше целосно затворен. Мора да си одат по алтернативни патишта преку Бугарија, и истото го имаме и сега. Имаме најава од компаниите дека доколку не се отпочне со работа, ќе ги откажат договорите, меѓутоа стравуваме дека можеби истите и ќе поднесат тужби, бидејќи со раскинувањето на договорот имаме и обврски. Затоа велам, ние работиме максимално посветено, максимално гледаме да ги искористиме сите средства кои што ни стојат на располагање да се отпочне со работа, земајќи ги во предвид проблемите што ги имавме тогаш во бегалската криза и како излеговме тогаш на крај. Убеден сум дека и сега ќе го направиме истото. Набавени се нови вагони, доколку ги немаме овие проблеми од кои што во многу голема мера не е причинител македонски железници, туку нешто друго во соседна Грција, работите ќе беа многу поинакви? Токму така. Ние со набавката на новите возови, поготово товарните, ние за прв пат минатата година 2016 имавме суфицит во однос на транспортот на стока. Претходно побарувањата на компаниите што ги имавме со оглед на тие капацитети што ги имаме во товарниот сообраќај од 1200 вагони, ние имавме оперативни околу 550-600. Сега имаме 700 со новите 150. Тоа ни поставя во ситуација да можеме нашите вагони да ги даваме под наем во соседните држави, кои што одат дури до Западна Европа. Сето тоа ние го наплаќаме, за разлика од претходно кога ние немавме, навистина бевме во ситуација да бараме од соседните држави и сето тоа да го плаќате. Ни го наплаќаа и тогаш бевме во дефицит. Сега навистина можеме да се пофалиме дека сме во подобра ситуација. Дај Боже да се реши ситуацијава. Ние дефинитивно сме рентабилна компанија. Кога станува збор за инвестициите, ќе биде нескромно ако не ги напоменеме инвестициите на 10
железнички станици и железничката станица во Скопје. Коридорот 10 веќе има нов лик кога станува збор за железничките станици. Тие се модерни и одговараат на потребите на патниците. Токму така. Од околу 15 железнички станици во Република Македонија, ние 10 веќе почнавме да ги реновираме. Тоа се на коридорот 10 и кракот 10D, тоа е од Велес до Битола. Тоа се железничките станици на Табановце, овде во Велес, Градско, Демиркапија, Неготино, Гевгелија е во почетна фаза. Потоа Чашка, Богомила, Неготино, Богомила, Прилепи и Битола, кој што Битола е исто така при крај со реновирање, и до крајот на годинава тие 10 ќе бидат целосно завршени, плюс кога би ја додале железничката станица во Скопје, веќе имаме 11 реновирани, кои што инвестицијата опфаќа негде околу 3 милиони евра, се врши целосна реконструкција на крововите, промена на електрична и водоводна инсталација, информатски системи се воведуваат за информирање на патниците, пероните се реновираат исто така, пристапни патишта за хендикепирани лица, така да целиот тој лик, тоа можеме да го видиме во реновираниве железнички станици, за да можеме да го имаме оној стандард кој што го имаат светските развиени држави со развиена железница. Нема потреба многу да говориме на теми кои што се видливи за самите патници, придобивките ги чувствуваат нели и самите патници. Но ќе се реновира и депото во македонски железници за одржување на возилата кои што се дел од македонски железници транспорт. Покрај патниците што беа заборавени во железницата во Македонија, исто поготово можам да кажам дека вработените во македонски железници исто така беа оставени на милост и немилост да работат во многу лоши услови. Јас сум имал прилика да ги посетам, да видам каде работат, навистина е многу тешки услови. Сега за прв пат имаме инвестиција од предпристапните фондови на Европската унија, каде што имаме инвестиција од 3 милиони евра, се врши реконструкција на целото депо. Депото е всушност сите работилници во македонски железници каде што се носат возовите на сервисирање, на поправка и слично. Таму исто така се врши целосно реконструкција на кровот, се реновираат сите простори во самите хали, се менува фасадата со енергетски ефикасна фасада, електрична водоводна инсталација, се ставаат нови светилки, LED диоди за подобра видливост, се менува целиот под, така да до крајот на годинава ќе имаме еден нов лик на самите хали и да ги промениме условите во кои што работат и тие вработени, кои што не се мала бројка, се значителна бројка од околу 200 до 250 вработени. Господин Абди, во емисијата неколку пати говориме за модернизација во македонски железници. Но во најава и воведување на систем за електронска продажба на билетите. Ова значи дека се следи и технологијата? Токму така. Бидејќи 21 век сме, мора да ги следиме тие чекори. Ќе се исклучи оној стандарден систем на купување на билети. Со новите системи кои што ги добиваме од Европската унија во вредност од 2 милиони евра се инсталираат информатски системи и цели софтвери, апарати за продажба на билети кои што ќе овозможат од една страна да се купуваат билети од самите апарати кои што ќе бидат стационирани по железничките станици, а од друга страна пак имаме можност да се порачуваат билети преку интернет, онлайн. Тоа е олеснување на самата постапка и следење на чекорите на развиените земји. Би требало до крајот на годинава да заврши целата постапка, бидејќи сега е во фаза на инсталација и тест период. Велите дека во фаза на инсталација и тест период. Во овој временски период, нели, кој што е за тестирање, колку тоа е прифатливо од граѓаните, од корисниците? Дали
тие реагираат позитивно? Се уште немаат пристап граѓаните, бидејќи тоа се стручните лица кои што ги тестираат софтверите, прават инсталација. За ова може да разговараме после одреден период кога ќе заврши целосно процедурата, тестот на техничките лица. Потоа ќе може да го видиме точно фидбекот од граѓаните, што јас сум убеден дека ќе биде позитивно прифатено. Што тоа се реализира по развиените држави, сигурно дека мора да биде прифатено и кај нас, мора да ги чекаме, мора да ги следиме тие чекори. Господин Абди, пред малку говоревте дека македонски железници претрпува огромни штети од бегалската криза, но и штрайковите кои што ги имаше Грчката железница, но и на Солунското пристаниште. Како да се надминат овие проблеми? Се размислува ли на решение? Друго, можно ли е да се изнајде решение за да не трпи македонски железници, за да не трпи македонската економија и да не се доведувате во ситуација да морате да исплаќате казнени пенали на компаниите кои што се ваши комитенти? Поучени од минатите искуства со штрајковите, со загубите што ги имаме, токму поради тоа што ние имаме само еден коридор кој што не поврзува, нели, со соседните држави, тоа е коридорот 10, сега веќе се работи на втор коридор 8, кој што треба да не поврзе со соседна Бугарија и соседна Албанија. Тоа се огромни инвестиции, значи таму се всушност најголемите инвестиции, но ние сме веќе во почетна фаза на реализација на коридорот 8 и се надевам дека доколку се тече како што е предвидена динамиката на владата и на управувачките органи во македонски железници, убеден сум дека до 2022 ќе го решиме и тој проблем, да биде целосно завршен коридорот 8 и ние да можеме да излегуваме на повеќе пристаништа. Да не бидеме зависни само од Солунското, бидејќи со еден нивни штрајк ние веќе трпиме загуби. Тоа потоа, нели? Синџире, тоа и точно, домино ефект. Алките. Така, тогаш би имале резервна варијанта. Дали би оделе преку Албанија на море или преку Бугарија. Затоа понатаму ќе спомнеме подетално ако. Да. Целите овие инвестиции кои што во изминатиот период се спроведуваат и се реализираат во македонски железници, придонесе да се менува имиџот на самата компанија. Колку тоа придонесе за да се врати довербата кај патниците, но и каков е рейтингот на македонски железници во однос на железниците од регионот? Доколку направиме споредба со регионот, процентуално сме тука некаде. Меѓутоа, ако направиме споредба со искористеноста на железничкиот сообраќај, поготово на меѓуградскиот сообраќај на патници па и во товарниот, во Европа заостануваме многу. Во статистиките покажуваат дека во Западна Европа железницата се користи 99% од граѓаните за меѓуградски превоз, додека на Балканот, значи во Република Македонија и соседните држави негде околу 15%. Значи замислете, имаме 80% нереализирани патници кои што можеме да ги придобиеме. Тоа е се последица на недоволното вложување во македонски железници, стари возови, лоши пруги, мала брзина на возење. Сето тоа придонело да луѓето со текот на времето полека го одбегнуваат железничкиот сообраќај. Истото го мислиме за компаниите, кои што сега веќе е во обратна фаза. Значи сега веќе сите се враќаат и користат што повеќе железница. Претпоставувам дека и бројките покажуваат дека и патниците се враќаат полека. Иако тој не е процес нели едноставен и брз, затоа што некој можеби се навикнал постојано патува со друго превозно средство, сега повторно се врати на возот. Точно, јас претходно споменав што разликата од 2015 до 2016 имаме 150 до 200% зголемување на бројот на патници, тоа ќе расте. Значи бидејќи ние моментално имаме 60% обновено возен парк. Што значи оние 40 што остануваат наредниве година и пол да дојдеме до целосно 100% на реализација, јас сум убеден дека сите тие проценти полека ќе ги освојуваме со користење на железница. Господин Абди, и за крај да разговараме за она што е невидливо, но можеби и најмногу потребно за самите граѓани, тоа е патничкиот железнички сообраќај. Имаме обнова на 60% од возниот парк.
дел од новите возови веќе се пуштени во употреба, тие се собраќаат. Последните два пристигнаа пред известно време, тие за кратко време треба да бидат пуштени во сообраќај. Но кои се плановите? Дали се планира да се заокружи комплетно целокупниот возен парк за патничкиот железнички сообраќај во Република Македонија? Токму така плановите не се 100% се обнови патничкиот железнички сообраќај. Ние изминатава година имавме склучено договор со кинеска компанија за набавка на 6 нови патнички возови. 4 оперираат днес македонските железници кои што пристигнаа минатата година, остануваат уште двата кои што пристигнаа како што вие веќе споменавте пред известно време. Сега се во тест период, има дојдено лица од технички лица од Кина кои што прават тест период на тест фаза на проверка дали се во ред според оние стандарди што ние сме ги препишале кои што соодветствуваат со оние од Европската унија. Што значи за недела две од прилика би требало и тие да почнат да се движат по македонските железници и со тоа веќе се комплетирани 60% од возниот парк, останува уште 40 кои што сега веќе се склучуваат договорите, повторно со истата фирма, за набавка на нови 5 гарнитури, 3 се дизел моторни и 2 електромоторни гарнитури. Првава инвестиција е негде околу 25 милиони евра за првите 6, а вторава фаза со новите 5 тие се околу 20 милиони евра. Очекувате дека новите 5 возови би требало да стасаат до крајот на оваа година или и идната година? Не, нашите очекувања се наредната година, бидејќи се малку и со владата се одложува малку периодот и доколку се течеше како што треба, можеби до крајот на годинава ќе пристигне, но сега со оглед на тоа кога ќе може да се формира влада која што ќе може да подпишува договори, очекуваме негде првиот квартал на 2018 година. Господин Абди, како член на надзорниот одбор можеби имате и многу повеќе информации од сите нас во Велес кога станува збор за спојувањето на фабриката за шински возила Колска со Македонски железници и транспорт. Тоа е многу важно прашање за Велес. Планот беше тие луѓе да се припојат кон Македонски железници и да може екзистенцијата да им биде посигурна за разлика од минатите години. Процедурата е во напредна фаза, меѓутоа сега, како што и пред малку споменав, заради техничката влада која што е моментално не може да се поминат тие одлуки кои што треба да се изгласаат на влада. Така да се очекува со формирањето на новата влада ќе заврши целата процедура. Би требало за неколку месеци откако ќе се формира владата, за неколку месеци да заврши целата процедура и тие луѓе да имаат сигурна иднина под капата на Македонски железници. Значи, се што се однесува до нас е завршено. Значи, од управен одбор, надзорен одбор, се е поднесено до транспорт и врски, меѓутоа целата работа е моментално во влада, се чека новата влада. И на самиот крај, господине Абди, колку ваквата политичка состојба во Република Македонија наштетува на работењето на Македонски железници транспорт? Сигурно дека има негативно влијание, бидејќи целава ситуација е токму и поради тоа што немаме функционална влада од изборите навака. Функционирањето е многу тешко комуникацијата, бидејќи тие имаат ограничени можности во функционирањето, а од друга страна па ние сме зависни од одлуките на владата, кои што секоја наша одлука треба да помине, да добие зелено светло од владата и тука имаме голем проблем. Се надевам дека ќе заврши целава оваа политичка криза и да биде тоа општо добро за сите, не само за Македонски железници, целото стопанство има влијание оваа политичка криза. Господин Абди, јас ви благодарам што оваа вечер одвоивте дел од вашето време и бевте гости во нашето студио. Се надевам дека бевме интересни, особено важна информација за вработените во Велешката фабрика Колска. Ете уште една потврда дека работите одат во нагорна линија, дека она што се чека е формирањето на нова влада за конечно да се реши нивниот проблем. Ви благодарам на поканата.
Почитувани гледачи, ова беше се што подготвивме за ова вечерашно наше издание на интервју со. Вечерва мој ваш гостин беше Кенан Абди, член на надзорниот одбор на Македонски железници и транспорт. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.